Утре во земјите членки на Европската Унија почнуваат изборите за Европарламентот според модел многу близок до оној кој веќе една година Граѓанско-демократската Унија го препорачува. Во таа една година укажуваме дека е неодржливо и безпредметно да се говори за демократски политички систем во служба на заедницата или во служба на граѓаните, ако тој систем постојано перманентно ги маргинализира граѓаните. За илустрација, Советот на град Њујорк има 50 советници, додека Советот на град Скопје има 45. Според некоја прогресија, доколку ние, македонците, го водиме градскиот совет на Њујорк, би требало да имаме околу 5100 членови на Советот. Мислам дека вака е подобра компарацијата. Ние не очекуваме од така нареченото свето тројство СДСМ и ДПМН и дузината така наречени партии кои како јојо скокаат од еден политички блок во друг веќе со години, без никој при тоа да ја знае ниту нивната политичка програма, веројатно и ја немаат, да преземат нешто квалитетно во насока да го подобрат секојдневието во земјава. Веројатно се премногу зафатени со така наречените реформи во правосудството, со калкулантството, контролата на штетата по партиските врхушки и нивните деловни соработници. Затоа, додека премиерот на владата на Републикава се занимава со УНЕСКО, со дивоградби, отвара дискусии и слично, ние пред некој ден, како политичка партија, како Граѓанско-демократска Унија, писмено побаравме од председателот на Републиката да биде покровител на иницијативата која ние нарековме може поинаку, може и подобро, иницијатива која нема како досега да произведува козметички решенија, туку навистина предлози кои како подготвителен период ќе послужат за сериозни реформи на политичкиот систем. Тие реформи треба да ги опфатат изборниот законник, изборните модели, намалување на бројот на пратениците и советниците во локалните совети, законот за влада, инспекцијските служби и државните агенции. Со политички систем, со седници и сеанси на 4-5 луѓе кои како досега го прават одвишно постоењето на законодавниот дом и јавните дебати, директно влијаат се помалку граѓани да се идентификуваат со одлуките кои се носат во нивно име. На крај, дозволете да го честитам предстојниот празник на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи, а на официјалните лица во Ватикан би им препорачал да внимаваат затоа што им доаѓа крстомустковски. Ви благодарам на вниманието.